Оризопроизводителите од Кочанскиот регион бараат владата да прогласи елементарна непогода. Поради обилните врнежи од дожд, условите за жетва биле неповолни, па тие не можеле родот да го соберат од нивите. Оризите 50% нема да бидат собрани. Ние немаме механизација што може да овака да го извлече ориз. Тоа бидете сигурни. И бараме да се прогласи елементарна непогода. Еве нека формират комисија, нека дојдат у полето и ќе видат што случуваме ние се. Според оризопроизводителите, задоцнетата жетва е последица на задоцнетата сеидба, која пак била резултат на ненавременото и недоволно пуштање на вода во нивите од страна на водостопанското предпријатие. Од иницијативниот одбор за заштита на оризопроизводството нагласија дека не се задоволни ниту од финансиската поддршка што од Министерството за земјоделство им беше понудена на неодамнешната средба со ресорниот министер. Ние со одењето во Скопје кај министерот во Министерство за земјоделие бевме само да ни укаже дека они не можат да постигнат цена што ја ние бараме. А нашата цена е најреална за да ја покриеме трошковите што производните трошкови кои ги имаме. Тоа се 23 денара сега во моментот, ама бидејќи вртоглаво се качуваат цените на препаратите и на вештични ѓубриви, мислам дека и со таа цена веќе сме во загуба. Пред неколку денови оризопроизводителите на заедничка средба со министерот Арјанит Хоџа договорија дека откупувачите ќе ја почитуваат откупната цена од 20 денари килограм за сортата Сан Андреа и 17 денари за килограм за другите сорти. Како дополнителна помош од ковид програмата на владата се издвојуваат по 3 денари за оризопроизводителите кои ќе им бидат исплатени до 25 декември.